Темата тлееше долго и дојде момент да се разгори. Владата го задолжи Министерството за правда да превземе активности за поведување на постапка за разрешување на државниот јавен обвинител. Мислам дека имаше тој доволно време да покаже. За жал таа доверба не ја оправда и сега владата отпочнува еден процес. Пораката дека Љупчо Коцевски треба да биде разрешен од тогаш ја засилуваат дел од другите власти и коалициски партнери. Edhe pse përkundër gjithë kësaj, domethënë ka vazhduar me shkelje ligjore të vazhdueshme të njëpasnjëshme dhe këtu domethënë u kriju një situatë që duhet veprojë dhe prandaj është edhe vendimi si sotshëm i qeverisë për ta filluar procedurën e shkartimit. Не станува збор за притисок кога барате да се почитуваат законите. За други пат станува збор за дежави. Прашањето за разрешувањето на државниот јавен обвинител не е некој прашање на определена волја, на определени структури на моќ, туку е пред се прашање кое што е строго законски регулирано. Мислам дека ова е насилничко разрешување на државниот јавен обвинител, се разбира дека ќе се спроведе, бидејќи што власта запнала тоа да го тера, немам сомнеш дека така и ќе заврши. Се кажа и се кажува толку многу. Јавноста е поларизирана, но се сведува на неколку клучни прашања. Ова е дел од Законот за јавното обвинителство. Во членот 88, став 2, се вели дека државниот јавен обвинител се разрешува пред време од функцијата, доколку е член на политичка партија или пак доколку стори потешка дисциплинска повреда согласно членот 91, ставови од 1 до 6. Ставовите од 1 до 6 во членот 91 пропишуваат што значи тешка дисциплинска повреда од државен јавен обвинител. Ако стори потешка повреда на јавниот ред и мир, ако одбие да поднесе изјава за имотната состојба, ако ги прекрши правилата за изземање, ако е правосилно осуден или санкциониран за кривично дело поради постапување во службата, ако неовластено издава класифицирани податоци и ако намерно и неоправдано направи крупна професионална грешка. Сето ова значи дека државата не би смеела пред време да го разреши државниот јавен обвинител, освен ако не се докаже дека е член на политичка партија, нешто што никој не го става под знак прашање во овој момент. Или пак не се докаже дека сторил тешка дисциплинска повреда. Прашањето за $1.000.000 во овој случај е: кој е органот кој што утврдува дека државниот јавен обвинител сторил тешка дисциплинска повреда? Го упативме на две адреси. Прво, кај иницијаторот на разрешувањето, владата. Бидејќи, веројатно сосема неслучајно, кога Министерството за правда го изготви мислењето за иницијативата за разрешување на Коцевски, од овој владин ресор издадоа соопштение во кое може да се препознаат дисциплинските повреди од Коцевски на кои алудира правда. Државниот јавен обвинител на Република Северна Македонија постапувал во предмети во кои согласно законските одредби постоеле околности кои предизвикуваат сомневање во неговата непристрасност, како и судирни интереси, а за кои околности тој требало да знае и требало да се изземе. Воедно во јавноста беа лиферувани и информации и податоци за предмети со што е повредена обврската за тајност во постапките. Кој треба да утврди дали ваквите наводи се точни? Во кој закон и член го пишува тоа? И кое тело носи таква одлука? Новие прашања од владата, наместо одговор добивме линк до завчерашната конференција за печат на портпаролката Марија Митева. Овде, почитувани, не станува збор само за перцепција на владата. Ова е констатирано од стручната јавност, констатирано е во извештаи кои имаат конкретни, мерливи и објективни показатели. Во оваа смисла, владата цени дека придонесот од јавниот обвинител за овие состојби е значителен. И во овој исечок, и во остатокот од настапот на Митева немаше директен одговор на нашите прашања. Па ги поставивме повторно. Не добивме нов одговор. Кој утврдува тешка дисциплинска повреда кај државен јавен обвинител? Слични прашања упативме до Советот на јавни обвинители. Тоа е телото кое, по закон, избира, разрешува и казнува јавни обвинители. Кој треба да утврди дека државниот обвинител сторил тешка дисциплинска повреда? Во кој закон и член е опишана таа постапка? Прашавме и не добивме одговор. Праша и колегите по завчерашната седница на Советот. Дали сте вие тие што ќе одлучувате дали е направена повреда, ваша е надлежноста според закон? Да го разгледаме прво предлогот, па после ќе видиме. И се движиме во рамки на предлог. И онака како што е пропишано во закон. Не, ништо не ми кажа. Следното клучно прашање.
повторно доаѓа од Законот за јавното обвинителство. Почнувајќи од ставот 4 во членот 88 од Законот за јавното обвинителство е пропишана постапката за смената на државниот јавен обвинител, кога иницијатива за такво нешто ќе поднесе владата. Законодавецот пропишал предлогот за разрешување владата да го достави до Советот на јавни обвинители. Советот потоа има 15 дена од приемот да достави образложено позитивно или негативно мислење. Малку подолу, во ставот 7, се пропишува дека тоа мислење владата задолжително го доставува до собранието, заедно со предлогот за разрешување. Прашањето за $1.000.000 тука е: дали владата мора да добие позитивно мислење од Советот за јавни обвинители за постапката за предвремено разрешување на државниот јавен обвинител да продолжи до собранието? И следствено на тоа, што ако добие негативно мислење од Советот? И ова прашање го упативме до истите институции, Советот на јавни обвинители и владата. Владината портпаролка во настапот кој од Илинденска 2 ни го посочија како одговор на нашите прашања, само кажа дека ќе бараат мислење. Владата го задолжи Министерството за правда да достави предлог за разрешување на јавниот обвинител, кое пак владата ќе го достави до Советот за јавни обвинители, од каде согласно законските одредби потребно е да се добие мислење. Од Советот на јавни обвинители не добивме одговор, а такво прашање не и беше поставено на председателката по последната седница. Може само да се предпостави дека воздржаноста и од владината портпаролка и од Советот на јавни обвинители се должи на одредбите во Законот за јавното обвинителство. Таму не е изрично пропишано дека Советот мора да даде позитивно мислење на владината иницијатива за да продолжи предвременото разрешување на државниот јавен обвинител. Но, дали духот на законот имплицира такво нешто? Затоа што при изборот на државен јавен обвинител, владата бира само од кандидатите за кои Советот дал позитивно мислење. Во членот 64, став 6 се пропишува: ако Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија не даде позитивно мислење за ниту еден од пријавените кандидати, владата на Република Северна Македонија не може да утврди предлог за именување на јавен обвинител на Република Северна Македонија и ќе му предложи на собранието да го повтори огласот. И покрај тоа, министерот за правда веќе побрза да каже: ако Советот на јавни обвинители даде негативно мислење за предлогот за разрешување на обвинителот Коцевски, тоа нема да значи дека постапката е завршена. Уште подециден беше подпредседателот на собранието Антонио Милошовски, кој е пратеник од владеачката ВМРО ДПМН. Советот на обвинители ќе видиме какво мислење ќе даде, со поглед на самиот состав натре не би ме изненадило да даде и негативно мислење, но не би преюдицирал. Јас тоа што можам да го забележам од разговор со пратениците во собранието и од коалицијата Вреди и од партијата Знам и од ВМРО ДПМН, ценам дека обвинителот ќе биде разрешен со многу големо мнозинство заради несовесно исполнување на своите професионални обврски. На почетокот на седмицава гостин во 360 степени беше председателот на собранието Африм Гаши. Го прашавме дали ако стигне иницијатива за разрешување на Коцевски, но со негативно мислење од Советот, ќе ја смета за уредба. Прво, јас сум обврзан како председател на собрание да работам по деловник и закон за собрание и устав. Ако до нас дојде иницијатива која е предложена од владата, најверојатно ќе треба уште еднаш подетално да видиме, но ние се носиме со процедурите кои ги имаме. Значи, потоа дали, например, ако се изгласа тоа и некој се повика на уставноста, тогаш уставниот суд е надлежен да цени дали собранието постапило согласно уставот и законот. Ние не цениме уставност, уредност, да. И уредност во процедурата. Ако владата ни достави уреден предлог кој ги исполнува нашите критериуми за работа во собранието согласно деловникот, ние тоа ќе го ставиме во процедура. Но мислам дека го разбирате, прашањето е принципиелно базирано на некои од законските решенија. Мене ми е јасно дека е многу добро што со новата промена што беше во 2020 година за избор и разрешување на јавниот обвинител се додаде уште таа компонента значи има 3 компоненти на
избори и И разрешување. не случајно. Значи, да, не И случајно. не случајно, за да не може толку лесно и брзо да се менува обвинител. Токму така, јас се согласувам потполно дека треба да тежнееме кон тоа. За оние што заборавиле, Лјупчо Коцевски е првиот државен обвинител кој беше избран по новиот закон за јавно обвинителство од 2020 година. Тој закон требаше да ја зајакне независноста на функцијата и да ја прекине праксата штом дојде нова власт да го смени јавниот обвинител. Со претходните законски решенија беа менувани Марко Зврлевски, Александар Прчевски и Ставре Джиков во последниве 20 години. Се тече, но во случаите со државните обвинители како да не се менува.